Откако почна исказите на обвинетите за 27 април за така наречениот крвав Ч, јавноста е запрепастена од тоа што го слушна. Воена состојба, апсења, исповеди и СЛ. Но за жал, многумина не знаат на кого да му веруваат. Затоа ФН разговараше со еден експерт за теории на заговор, од кој конечно ќе ја дознаеме вистината што толку долго се крие од нас. Да, тука сме со Јанко, кој што нели смета дека земјата е нарамна и има уште... Па како вика, знаете, клин се клином избија, ова е алумин се алумином избија, зашто не прскаат со алуминиум. Мислам, стај го слободно. Ете, уште еден хир на господинот Јанко. Кажете ми, шокантно е тоа што многу ваши откритија ја потресоа јавноста. Последното ваше тврдење беше доста шокантно за луѓето. Ќе може да објасните што се случи поточно? Видете, шокантно и скандалозно е да сте роб на таа мас медија што пласира во јавноста дека 27 април се случил на вистина. Кога сите знаеме дека тој воопшто не се случи. Значи го гледавме на телевизија тоа сите. Да, исто така како што можевме да видиме дека нели човек слетува на месечината, Армстронг, па после тоа не одговара неговите футпринтс тие таму, дека става, небитно. Значи еве, може да погледнеме дека за ова стојат илуминатите, по тоа што се ангажирани глумци. Еве оваа жена овдека е најпознатиот. Да, таа е најпознатиот европски каскадер. Еве, овој следниот верувам го познавате. Овој глумецот. Значи, тоа што ви зборувам, ангажирани се од илуминатите тие глумци да дојат и да го одиграат 27 април. Илуминатите имаат една цел, а тоа е да не уништат. Зашто? Тоа ми е прашањето. Зошто сакаат илуминатите да уништат Македонија? Затоа што сме древен народ и најмногу ради Алшарот. Значи, што трезате глупости? Значи, вие дали сте прочитале Википедија на интернет? Имате интернет? Вака, значи, кој стои зад Википедија? Повторни илуминатите, истите тие луѓе што сакаат преку таа мас медија, нели, да фрлат информации кај луѓето за да веруваат во нивните информации што се многу пати неточни. Значи, ве молам, кога секогаш кога ќе седнам со вас шашма, ви го правите мозокот, може да се вратиме на 27 април? Не, вака, не може да се вратиме, слободно нека ви пенетрира алуминиумот во главата и ќе ви го промени мислењето и односно ќе бидете овци како и сите останати. Еве, ајде вака ќе погледнеме, ајде, еве, кажете ми субјективно. Овој човек што се представува Зоран Заев, воопшто не е Зоран Заев. Каде му е лузнато од 27 април? Ја нема, така? Радмила Шекеринска, проблеми нели имаше со вратот, така знаевме во јавноста. Сега не и фали ништо. Има еден факт што вели дека 72 глумци од Чехословакија биле ангажирани да дојдат овде во Македонија и да го направат 27 април. И ова сценарио што го зборувате, 72 глумци влагаат во земја, тоа е арго, а Чехословачка не постои од пред 4 век. Јас си одам од тука. Господине, значи целата нервоза е за тоа што не верувате во науката, вие верувате дека сонцето е центар на универзумот, верувате дека земјината топка е округла и затоа имате проблем за тоа што ја негирате науката. Тоа е вашиот проблем, како и на сите останати.